Ние сме Европа. Го закачиле слоганот овие калпазаниве од СДС на своите митинзи и средби со народот. Ако се Европа, бугарите, грците и албанците, да, вие сте бугари, грци и албанци, но Европа не сте. Го помните оној стих на Тото Котуњо, Бог да опрости, оној што ја пееше песната Unite, Unite Europe, кај што вели «Sono italiano, italiano vero», што значи во превод «Јас сум италијанец, вистински италијанец». А вие од СДС не сте македонци. Не, па вие самите се срамите од тој збор, не го изговарате. Вие велите нашиот народ, нашата земја, нашиот идентитет, националниот театар, државна институција. Нема јас сум македонец, ова е македонски народ, македонски идентитет, како што е всушност европски, како што се однесуваат европјаните со своите вредности и народи. Не сте вие Европа, вие сте само добри лажговци и квислинзи, кои лажете 30 години и народот 100 пати ви поверува на вашите лаги. И мислите дека пак ќе го заебете народот? Толку сте префригани, ама прочитани сте како селски буквар, како оние ваши финти со 80% покачување кои ви ги донесе Квислиншкиот уставен суд, а сега ќе се почастите со нови 400 евра по арамија функционер. А од Европа имате само чоколадите што ги бута Маричич кога прави пауза од бифтеците што се на сметка на народот. СДС, кој ви го смисли слоганот «Ние сме Европа», онаа иста агенција која ви ги водеше локалните избори, да ви ги врати парите стручњакот за маркетинг, демек ќе победите на избори ако речете дека вие сте од Европа, а другиве се од Русија. Битно е вие што ќе речете и битно е другите да се руси, демек вие сте добрите, а другите се лошите, тие русите. А лажгите бе, Минхаузен, гомна да јаде бе. Вие азинете, лжете, па рековте дека дојде живот во Македонија, па после излезе дека пола народ изумре, а пола се исели, значи живот јок, тарабука, да не речам штавена кожа, а штавена кожа се вади само од мртви животни. Па рековте дека ќе дојде правда, дека ќе ги вратите парите што ги украла таа претходната гарнитура. Правда дојде, ја осетија оние патриоти што ги осудивте за ништо 180 години, а парите да, стварно му ги вративте на Мијалков, додуша не сите, ама па сега шо е тоа ситно за него успоредба од тоа купчето што беше? Рековте ке има и бесплатно, нели, европско здравство, па еден тон народ испоумира по приватните болници за големи пари, а за државниве само ќе ви ја спомнам онкологија. Рековте ке има и демократија и слободно стопанство, па затоа запосливте 70.000 комуњари дуевци во државна администрација, па мораа 160.000 млади македонци, албанци, роми, турци да избегаат од Европа, не можејќи да поднесат вашата тендер демократија, во која не осиромашивте до коска. Да ви ги спомнам само стапките на инфлација и блокирани сметки на граѓаните кои се највисоки во Европа и многу блиски до врвот на светот. Рековте ке има и борба со криминалот, а вие сте први другарчиња со криминалот. 200 белосветски криминалци земаа македонски пасоши, додека обичниот народ со мали деца чека во редови на дожд, безуставно и беззаконски да им наметнете, нели да извадат нови пасоши со северна. Излажавте дека нема да го смените името, се колневте во деца, во жици македонски, како демек народот ќе му ја земел мерката на тој што ќе се обидел, а вие го измамивте народот во лице, во очи, му плукнавте во уста, му сменивте име, не признавте законски, неуставен, неуспешен референдум и насилнички со подкуп и уцени го сменивте името невалидно во парламентот. За тие ли европски вредности зборувате? Така е во Европа, ова се европски манири, па ако е така во Европа, што кој мој ке ни е Европа? Ова е само насилие и диктатура, ако вие сте Европа, значи вие сте насилие и режим. Мислите дека со еден слоган «Ние сме Европа», народот ќе ви ги заборави изгорените во Тетово и во Бугарија и загинатите во автобусот на Дурме и неказнивост инсталирана од вашата европска правда и корумпираност. Само така ние сме Европа и народот ќе ви ги заборави идиотските набавки на вакцини, ќе ви го заборави богатењето со струјата, давањето концесии на влада, на жена му на премиерот, ќе ви заборави се, ќе ви ги заборави пукањата по трговски центри, газењето деца, немањето никаков ред во сообраќајот, убиствата на деца, пропустите во вашата работа, како и шурувањето со криминалците и белосветските шпиони. Ќе ви го заборави кадровското расуло на писмени кадри без школо со купени дипломи кои
праќаат емисари за провизија во фирмите. Ало бе, па вие сте најголемиот работодавец во Македонија. Ако сте вие Европа, вашите европски емисари, до душе не само вашите, има нешто малку појќе од ДУИ, од Алијанса, од Алтернатива, секојдневно комуницираат со фирмите и дрпаат кој колку ќе стигне како најкорумпирана земја. Впрочем, најбогатиот вице-премиерот кај вас моментално е на црна листа. За не мислите дека е доволно само да кажете ние сме Европа? Не постои стопанственик или граѓанин во Македонија кој не е олупен од вас за овие 7 јадни и мизерни години и сега ќе му го смените мислењето со она ние сме Европа. Многу сте се заебале. Нема да може. Сте направиле рачун, сметка без крчмар, а крчмар на оваа земја е народот, ни вие, ни ДУИ, ни калето, ни странските амбасади. Не, господа, вие не сте Европа. Вие сте и Дризово, наскоро во нашите кина, ширум слободна Македонија. Ой, Татјано, зашто секаде у свет ги бркат на албанци од работа, а? Вчера ми се јавувал оној дедано што не знае каде му е гс, каде му е глава, што го викат Бајден изгубен па најден. И ми вика, кај си бе Бали? Ја му викам, не се викам Бали, Бали Комптар се тие други едни, јас се викам Али. Он вика, добро, Мали, слушај сега зашто те баварам. Имам проблем тука со твои астронаути. Кој бе космонаути, му викам ја, мислиш пилоти имаме ние од Арачиново. Слушај, Али, ми вика тој дедото изгубljeni случај. Јас сум фачал и сум го пуштал короната 3-14 пути. Космонаути тоа се руски збор. И тоа се руски летечи. Лајка, нели Валентина Терешкова, нели Јури Гагарин, имаш улица тамо. Затоа немој да ми провоцираш како кина со Тајван. Дали ти мене, господин Али, ми се јави пред година дена да ми честиташ улазак у Белата куќа. Паша Зоти, викам да, јас сум ти се јавил. Јас сум секогаш благодарен према американци. Јас ве правам, да не кажувам сега. Иначе, како че имав машина за броење пари у канцеларија, без Америка нема народни пословици. Како што е, cash is the king, touch is the шупак. После Бајден ми вика, нели бе Али, нели ти ми побара да вработам твои тројца астронаути у НАСА? Албанци астронаути завршиле космологија на Шту, магистрирале летање змаеви на Приштина, докторирале I believe I can fly у Тирана со марихуана. Така ми вика овој преседников, си правам мисла на главата, си викам да бе тачно, јас сум барал. Ја викам валја да, така, тако високо квалификуван кадар нема да можеш да наоѓаш ни у најдобар универзитет у Америка. Па сега како си ти барав тројца да ми запослуваш. Не ти барав 30.000 како што му барав на СДСМ и на оној Зоги, Тоги, Абашчоки, што ми запослил 50.000 луѓе. Да видиш колку ми сака Зоги и Таче ми сака, бе. Оној бе Таче Коджак, го знаеш. Слушај ми вика овој стариот Бајден, не го знам кој ти е тој Коджак. Коджак умре оддавна, ја памтам дека имав 50 години кога он се роди. Него, ало, Хјустон, мала речица, имаме проблем. Каков проблем бе, му викам, ска проблем со тебе, Бајден, живи мајка, само со Трамп проблем, со тебе еден deep shit, мислим deep љубов, нема проблем, ја највише ви сакам тебе и Америка. Има, ме века тој стариот, го гледам излапен. Вчера летела ракета за Марс, што ја правеше НАСА 20 години и има проблем. А честито му викам ја, па на здравие да си дочекаме и марсовци на куќата. Слушај, Бали, да не ме дубиш ти мене, да си го дубиш таму Таче. Имаш ти голем проблем, брат. Ракетата летала без астронаути. Како бе без астронаути, што е тоа некој дрон? Па кај ви се бе астронаути бе, Америка, земја велика. Тоа ја тебе те прашувам бе, кај ти се астронаути, овие што ги запосливме ти што ми се јавуваше. Плата земале 2 години, не се појавиле на работа у НАСА ни еден ден. Што имаш да ми кажеш на тоа бе, ми вика Бајден. Си мислам на глава. Будала народ бе, тие требале да одат у работа, а?
Абе не разбирајле децата, они мислеле треба од дома да работат, корона, морона. Ај друг пат ќе одат на Марс, Бајден, друг пат, што има врска? Како бе друг пат? Како бе друг пат после 20 години почнал да ми се дере тој стариот будала што не знае да го промаши вратата. Абе ако викам да се споразумемо сега, да се споразумемо. Еве, нека НАСА им дава плата 20 години, нека вежбаат по дома, па кој ќе требаат пак да летаат негде, ќе ми се јавиш, бе, ќе ми се јавиш. Ој, будала американци сте вие, бе. Како бе додат у работа, бе? Не се тие будали како американци додат у работа. Не може со толку дипломи да ги зимаш и да те прачат на Марс. Ќе те прачат у Хаваи, у Дубаи, у Малдиви. Тогаш ќе најдеш албанци, ако ги најдеш, да ги прачаш таму. А плата мора да даваш, бе сме давале беса, бе сме ги запослувале луѓето. И слушај, Баден, немој да ми нервираш, ај јави ми се за 20 години. Ако си жив, јави се, нема проблем.